денеска се наоѓаме на предметот технологија на градење и треба да повториме за изведба на преградни зидови. Денешната тема. Значи, за да направиме еден преграден зид, што ни е потребно? Алат, прибор и материјал за работа, така? Од прибор што ни е потребно? Од прибор ни е потребно молив, ленјери, гума и технички листови. И што ќе правиме со тоа? Ќе нацртаме скица како ќе изгледа На нашето зид, да, како ќе изгледа зидот, во основа и во пресек, и да видиме како ќе, кои димензии ќе ги изведуваме, така? Од алат што ни е потребно? Од алатот ни треба метро, скалпер, ножици за сечење на профилите, рендер или белаки ни треба за поставување на профилите право, штрафилица и бормашина по наш начин, и шпакле и гледачка ќе ни треба За завршната операција. Добро. И сега од материјал, што ни е потребно од материјал? Од материјал не е потребно метални профили, гипскартонски плочи, диктун лента, термоизвучна изолација, ТВ штрафови 25, бандажна лента и глед маска. Добро. Значи, за изведба на В111 преграден зид, потребни ни беа овие работи што ги кажавме, така? Сега, какви видови на преградни зидови, која дебелина на преграден зид В111 имаме и од што зависи таа? Зависи, прво, Зависи прво од шифрата, имаме V111, V112 и V113. за В111, значи каков зид ќе направиме, колка дебелина зидот може да ни До биде? 20 см. Не. 10 до 20. Зидот може да ни биде во зависност од профилите, УВ профили. Овие профилите УВ профилите која димензија се? Стандард. 50, 75 и 100. Значи тоа го ограничува зидот. А тоа што спомнавме пред малку дали ќе биде 20 преграден зид, тоа се ставаат два такви профила, па се постигнува дебелината на зидот. Ние сега збориме за стандардниот зид V111, значи зидот V111 го ограничува металниот профил. Тие се стандардизирани исто така металните профили и ги има со дебелина од 5 см или 50 мм, 7,5 и 10 см. Така? Да. Гипс картонските плочи колкави се? Ај тук некој нека каже. Гипс картонската плоча колку е дужина, ширина и дебелина? Повели. 2 метра Долга? долга, Широка? Широка 1,25 см, дебелина 6 см. Повели? Дебелина 12,5 см. 12,5 мм или 1,2 см. Така. Се наоѓаме во средното градежно училиште Здравко Цветковски во Скопје, каде освен гимназиското образование, имаме и стручно образование, составено од повеќе профили. Геодетски техничар, градежен техничар, архитектонски техничар, дизајнер и трогодишно образование, како например монтер за сува градба. Потребно да ја земеме скицата, претходно направена, во димензии, во размер на 1 на 5, 1 на 10 и да ја однесеме на објектот или теренот кај што треба, така да се изведе преградниот зид. Вршиме обележување на местото каде што треба да го изведеме преградниот зид и откако ќе го измериме просторот или местото каде што треба да го поставиме зидот, ги мериме металните профили. Значи, за да изведеме еден преграден зид, потребни ни се УВ профили и ЦВ профили. УВ профилите ги поставуваме каде? На подот и на плафонот. Значи, тие ни се една врста на водица за водење на ЦВ профилите. Откако ќе ги поставиме профилите на самото место,
вршиме што? За да не ни се мрдаат, што вршиме? Штрафење, така? Значи самите профили ги штрафиме на плафонот и на подот. Откако сме ги исекли целе профилите по нивната димензија, која што ни е потребна за да ги градиме во преградниот зид, ги поставуваме на определено растојание. Кое е определеното, на кое растојание особински се поставуваат металните профили? Значи, профилите се поставуваат на особинско растојание од 62,5 см, така? Зошто е тоа така? Дали некој знае? Тоа е така затоа што гипс картонската плоча е 1,20 м, кој ќе се подели на пола, доаѓа 62,5 см, така? Значи, сега повторивме за зидот што треба да го работиме. Откако повторивме за сите елементи, нели, детали, материјали и прибор што ни е потребно и алат, сега ќе нацртаме детај за зидот што треба да го правиме. 211. Ајде. Во тригодишниот образовен профил Монтер за сува градба, се уште го користиме стариот начин или стариот систем, кој се покаже како нефлексибилен, повеќе предмети од теоретскиот дел, а помалку од практичниот дел, помалку пракса. Од нареднава школска година ќе воведеме нов двогодишен и трогодишен систем на реформирана настава за профилот Монтер за сува градба. Кога веќе спроведуваме реформа за програмите, треба да го смениме и системот на работа. За да го спроведеме во пракса она што е реформирано во програмите, потребно е да го смениме и самиот систем на работа, односно начинот на организирање на самата настава. Тука се споени наставниците, теоријата и практичната настава во една ситуација, што значи наставник кој предава теорија и практична настава. Задачата на наставникот како прво е да ја организира наставата и подготовка со другите предмети, како што се например математика, планирање, менеджмент, технологија на градење. И второ, да го спроведе теоретскиот дел на практичната настава, поделба во групи и слично, односно тимската работа. Денеска ученици ќе се запознаеме со начинот на пресметување на површина на монтажен преграден зид. За таа цел, прво треба да се подсетиме отворено како се пресметува математички, значи плоштина на раменски фигури, по кои што ќе спаѓа, значи ќе ги работиме само правоаголникот и квадрат. Се сеќавате отворено, правоаголник е четириаголник со две страни, должина и ширина, и доколку страните изнесуваат А и Б, неговата површина, односно плоштина математички кажано, се пресметува со формулата А по Б. Тоа е познато од пора, така. Сега за квадрат. Тоа е четириаголник кој што има исти страни, 4 еднакви страни. И кај него исто така се пресметува квадратурата, плоштината, површината, како сакате кажете, че тоа е нешто значи. Страна по страна, бидејќи се двете страни еднакви, значи добиваме само А на квадрат формулата. Ми да ги примениме конкретно за нашата задача што ни треба. Сега секој од вас да ја предпише задачава, која што ќе гласи: пресметне површина на еден монтажен преграден зид со должина 3 см и висина 2 м. Секој од вас значи препишете и да размислиме заедно после како тоа ќе се пресметне. Значи сега да почнеме да ја пресметуваме. Ова песма прво се прави една мала скица, значи црташ како тоа изгледа зидот.
Ја има значи оваа форма на правоаголник со должина 3 метри и висина 2 метри. Па преминуваме на пресметка. Сега секој од вас, знаејќи ја формулата за пресметување на правоаголник, секој од вас во тетрадката да ја пресмета плоштината или површината на овој наш цвет. Ајде. Добро, значи колку излезе сега пресметката? 6 метри квадрат. Ајде кажувајте како се пресмета? Ова едната страна се помножи со другата страна. 3 по 2 пресметано, тоа е 6 метри квадратни. Ајде на ист начин, со истото размислување, втората задача. Обликот е друг. Задачата гласи: пресметаја површината на еден монтажен преграден зид со должина 1 метар и висина 1 метар. Ајде, кој од вас како да реши задачата на табло? Ајде. И раскаже ни зборуве како се пресмета. Плоштина. Значи плоштина на квадрат. Ја користиме оваа формула. Ја користуваме формулата, што сите 4 страни му се исти, еднакви. Ја земаме формулата од плоштината ако квадрат. И страната тоа е еден по еден и на крај изгледа еден метар. Значи со вакви пресметки ќе се сретнете во вашите вашиот практичен дел, кога ќе пресметувате вака некој преградни зидови. Овако, ние започнете затоа што немавме многу време. Овде ќе го правиме значи преградниот зид. Преградниот зид се нарекува, значи според технички листови прописите, значи на КНАУ 211. Што означува 211? 211 означува преграден зид од метална подконструкција и по една гипскартонска плоча од двете страни, што е исполна од изолација. Сега дали ќе биде камена или стаклена врема, тоа е во зависност од желбата на инвеститор. Сега, овие профили како готов производ стигаат значи од фабрика, значи со различна димензија. Може да бидат 50 мм значи во ширина, 75 мм, 100 мм, додека во должина може да бидат 4 метарски и 5 метарски. За овој преграден зид, значи во моментот значи што ќе се изведува, употребивме значи УВ профили 75 на 2,40, значи, а страничните и исполните ќе бидат од 9 профили 75 на 2 метра. дојдовме во работилница, се поделивме во групи, учениците се поделија значи во групи и почнавме да го прибираме алатот кој ни е потребен за изведба на овој зид. Освен алатот ќе го избереме и материјалот од кој треба да се изведе преградниот зид. Од алат значи користиме скалпер, метро, шраубер или бор машина, потоа ножици за сечење на металните профили.
И значи сега доаѓаме до местото каде што треба да го монтираме преградниот зид. Со помош на молив го изцртуваме, ги изцртуваме димензиите на зидот и почињаме да ги сечеме профилите. Значи прво се поставува под конструкцијата, односно на долниот дел на подот и на плафонот се поставуваат UV профили, кои се една врста водилка на самиот зид. Тие треба да се подударат, односно да се едно испод друг, за да може овој костур од преградниот зид да се направи. Значи, откако сме ги поставиле хоризонталните UV профили, потоа на растојание од 62,5 сантими, 62,5 сантими редиме вертикалните CV профили. CV профилите се со должина однапред измерена на висина од 2 метри, така да нив ги поставуваме во UV профилите. Значи UV профилите ни се хоризонтални, а CV профилите од почетокот на зидот па се редат на растојание од 62,5 сантими. Така да сме го направиле под конструкцијата на тој зид. Откако ќе ја направиме под конструкцијата, почињаме со штрафење. Штрафиме со шраубер, со бормашина, со тиен штрафчиња. После тоа, од едната страна вршиме обложување на зидот со гипс-картонска плоча. Гипс-картонските плочи повторивме дека се дебели 12,5 мм на 1,25 метри и должина 2 метри. Значи ги поставуваме и ги штрафиме на вертикалните CV профили. Откако сме ја обложиле едната страна на зидот, тогаш исполната, внатрешноста на зидот ја исполнуваме со термозвучна изолација. Во случајот кај нас користиме тервол, кој е погоден за тој вид на изолација. Откако сме ја наместиле изолацијата, ја затвараме втората страна од зидот, односно ги штрафиме гипс-картонските табли. Така формираниот зид е спремен за завршна обработка, односно исполна на фугите со специјална гипсена смеса. Со тоа ја завршивме денешната ситуација на учење. Значи, најважната работа на наставникот е да го спои теоретскиот и практичниот дел на учење во наставата.